повторно процедурално. Кога немате, што да кажете, 27 го спомнувате. Дајте зборите за ова што ви го кажав. Значи, во кој член вие можете усно да побарате продолжување на седницата? Членот 68 став 4 се извинувам. Седницата на собранието се одржува во време од 11 до 18, со пауза од 1 час, ако председателот на собранието не одлучи поинаку. И тоа е тоа. Во член 62, сите ставови надолу, точно се знае кои се ваши надлежности. Дали овде пишува дека вие можете усно да продолжите времетраење на работна седница. Ја не го спорам, ние имаме писмен документ со факсимил од господинот Џафери затоа што не е тука. Ама тоа тој не кај пишува. Еве ти објасните го кај го пишува ова. И не ми кажувајте, значи ова што вие го правите е класична замена на тези. Сме правеле вака, сме се договарале. Да, сме се договарале, ама ова без договор и без официјално запазување на член, вие кршите деловник. И не е спорно, сега и да ја продолжите седницата. Нека стои запишано ова во стенограмите на собранието, затоа што за многу брзо време ќе дојде до замена на власта, затоа што за многу брзо време тука ќе седне друг човек. И знаете што? Ова што вие го правите сега, истото ќе биде врз основа на пракса, применувано. Нема потреба повеќе од деловник. Не нов, не стар, нема потреба. Овој член, како што кажува господинот Мисовски, член 71 став 2, заменува се во собранието. Што сакате можете да правите тука. За многу брзо време ќе се движите вака со алхемии и со коалиции уште еден период. И овие ќе ги продадете ефтино и на крај ќе заврши. На крај граѓаните ќе решаваат. И граѓаните ќе ви пресудат за се ова што го прави. Јас сум свесен, затоа ја прекина господинот Мисовски седницата. Не реков дека побегна класично, меѓутоа на процедурално за водењето на седницата ја прекина, за да продолжиме сат време после неа. Зошто го направи тоа? Затоа што не знае по кој член. Одговорете ми по кој член и правнички ја продолжувате седницата. Не ви држи, тоа сме правиле и порано. Порано сме правиле, ама некои луѓе завршија кај што не треба да завршат. Сакате ли и вие да завршите таму? А како што се движите, не директно вие, ама цела влада и компанија, ќе завршат многу таму. Цел ден обвинувате тука за се и се што и на крај, она што треба да направите, тоа е заштита на деловникот, не го правите. Ќе ве замолам уште еднаш. Одговорете ми по кој член вие ја прекинавте седницата, повторно ќе побарам процедурално.